Sila nebesna sleze ozdora, Devica zlačna vo utrobata. Emanuel, so nas se Bog, Sin mi se dade spasitelom. Našite oči se otvoreni, Bože, sada te gleda tebe. Našite uši se otvoreni, Hriste, sada te sluša tebe. Našite usni se otvoreni, Oče, sada zbog tamo gore v nebesa Carstvo Božjo me čeka. Tamo odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe tamo odam. Bitan moment je kade odiš. Kade odiš, što varaš na zemlja, zašto si ovde? Zašto ľudia to nemaat ľubov? Zašto se mrazat među sebe? Zašto vrne ovoj dožd deneska? Ovo juli, vo Mavrovo, kada što treba da uložime da se grejeme. Vidite, Isus veli, dobro, neka bide tvoja ta volja, tatko moj. Ľudia to go baraat svoja ta volja, svojite želbi. Dobro je pišano vo životo slovo, barajte go najnapred carstvo to Božjo. Da li go baraš ti carstvo to Božjo? Pa ti ne znaješ za Isus, nesi slušnao. Jovan veli, među vas stoji jedan kogo vi nego poznavate. To je interesan moment. Među vas stoji jedan kogo vi nego poznavate. Među vas ima jedan kogo vi nego poznavate. Jovan 1.26. Celata suština je što ti nego poznavaš Isus. I si živeš ovdje, misliš deka to je to. Treba da živeš, da jadem i da pijem, бидејќи утре ќе умреме. По извесен период телото ослабува, силата се намалува, затоа што царството, силата и славата се на Таткото Небесен. Тој ти вдакнал дух. Твоето срце чука затоа што тој одредил да чука. Не можеш ти да му кажеш чукај срце. Те сакаме, Господ Исусе Христе, зборува и денеска низ мене, Татко, во името на Твојот Син Исус. Нека секое слово биде живо слово koje ќе го распламти духот на оние кои ќе ги отворат срцата и ќе речат, Исусе, мил Исусе, Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. 3 глава Евангелие по Јован ќе изчитаме таму некаде до 4. Исус и Никодим. И тој ни раскажува приказни за да разбереме, за да научиме, потоа да го прифатиме тоа и најнакрај сетне и упреку да го живееме тоа. Поголем дел од заедниците ги раскажуваат само приказките. Исус бил вака, овој бил така, а не умеат да ти објаснат како Исус да дојде да живее во твоето срце. Вистински, не само во умот. Да цитираш стихови, да си останеш стариот човек. И меѓу фарисеите, значи фарисеите и садукеи, две верски заедници израелски го проучуваат Словото, но не доаѓаат кај него да им даде живот вечен. Има тој стих, го проучувате Словото, мислите ќе ви даде живот вечен. Словото без дух е мртво, треба да дојдеш кај Исус. Значи верски човек, Никодим, фарисеј, по име Никодим, кој беше еврејски верски старешина, значи старешина, одговорен за некоја заедница, тој дојде кај Исус ноќе. Пазете го тој момент, тој доаѓа ноќе, Исус вели, кој ќе ме признае јавно пред луѓето, и јас ќе го признам пред Отецот Небесен и пред неговите ангели. Тој доаѓа ноќе и му рече, раби, што значи учителе, знаеме дека ти си учител, дојден од Бог. Тие знаат дека е дојден од Бог, а сепак не оди кај него. Што покажува тоа? Во кој дух е учителот израелски?
Ако ти знаеш дека тоа е Исус и Бог, ти ќе трчаш кај него. Пази сега. Зошто овие чуда што ги правиш ти, никој не може да ги прави ако Бог не е со него. Со нас е Бог, Емануел. Во тебе е Исус. Духот негов е во тебе, од Таткото небесе. Тој го вдахнал тој дух. Тој дух треба да се распланти. Тој како едно мало пламенче што те држи во живот. Исус му одговори: најсериозно ти велам во овој препев. Во другиот е вистина, вистина ти велам, ако човек наново не се роди, не може да го види Царството Божјо. Ако човек не се роди повторно, пак да се роди, одново да се роди. Како да се родиш одново? Па тоа е целата суштина. Тоа е важен момент. Нема да го видиш Царството Божјо, тоа е важен момент. Дали обрнуваш внимание на тоа, како да се родиш наново? И што е тоа да бидеш крстен? И ти имаат разни фантастични замисли. Едните крштеваат, например, бебиња, други од кумот се застапува, се откажува од сатаната. Другите влегуваат во вода, мислат дека е тоа. Третите мислат ќе положиш раце. На тоа ќе зборуваме понатаму. Пазете сега, ние ако зборуваме апостолите, дали се крстени во духот, 50 дена на 50-ница по воскресението на Исус се крстени тие. Значи, предходно што правеа? Исцелуваа, гонеа, духот беше над нив, и се одиме понатаму, над него беше. Јован го видов духот како остана над него. Оде понатаму. Кој си ти? И вика, Јован го даде следното: јас бев таму и го видов светиот дух кој слезе како гулап од небото и остана над него. Битен момент, значи да се родиш одново. Ако не се родиш одново, не можеш да го видиш Царството Божие. Ете, тоа е битен момент. Како може стар човек наново, одново да се роди, праша Никодим. Ете, тоа е важен момент. Како треба ти да се родиш? Па да се оставиш стариот човек. Ако не го оставиш стариот човек на раскрсница, да раскрстиш и потоа да крстиш, да бидеш крстен во духот, да му дозволиш на Исус да се насели во твоето срце, да почне да те учи чекор по чекор како мало бебе да се движиш во духот. Ако човек, Никодим го праша, може ли да се врати во утробата на својата мајка и повторно да се роди? Исус му одговори: ти велам и ти нагласувам, вистина, вистина ти велам, ако човек не се роди од вода, првото, покајно крштение, се покајуваш за гревот, сваќаш дека немаш сила, дека не можеш сам, покајно, вистинско покајување за гревовите на твоите предци и за себе. Ако човек не се роди од вода, и ти мислат дека само физички, дека треба да влегуваш во вода, и дух не може да влезе. И дух, треба да се родиш во дух. Ете, тоа е како да се родиш. Мора да умре стариот човек, да се оставиш таму на крстот, да дојдеш пред Исус на крстот, да паднеш на колена. Татко мој, Исусе, прости ми, не можам самиот. Да се оставиш себе си, да му го отвориш срцето, да му ги дадеш клучевите од твоето срце. Тоа е христијанство. Другото е само како мали деца во градинка обредно постапки. Ако човек не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Ти викаш, ти се покајал и се враќаш на стариот грев. Стариот грев е ти. Ти си гревот. Ти си стариот грешен човек. Немаш доволно љубов, осудуваш, мразиш, завидуваш, сребролюбие, сакаш да си искачиш највисоко Вавилоне, знаеш што е добро и зло, нели според јадеш од дрвото на познанието, сакаш да си искачиш највисоко како сатаната. Телото може да роди само тело. Ти зборуваш за телеса, ние зборуваме за духовна природа. Светиот дух раѓа нов духовен живот од небото. Пазете сега, Исус се расмат, апостолите се разбегаа, се криеа, отидоа да ловат риби. Не го познаваа, не веруваа. После 50 дена слегува духот на нив. И луѓето кажа, крстен сум во Свети Дух. Да, крстен сум, па, у працете, ајде, вреска, рика. Ако си крстен во Свети Дух, ти ќе го шириш Евангелието во мир и во сила.
ќе има, како би се рекло, потврда над духот, надприроден живот, отчитување. Светиот Дух раѓа нов духовен човек, зборува за духовен човек, за духовно движење. Од небото, а нашиот татко се вели отец на духовите. Ветрот дува каде што сака. Морате повторно да се родите. Тоа е крштение. Да умреш стариот и да почнеш да се раѓаш во духот. И тоа е постепена поставка. 50 дена, апостолите. Ветрот дува каде што сака, звукот му го слушаш, но не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Зборува за духовно. Заедништво. Син Божие е оној кого го води, вистински го учи, обликува. Духот Божи. Дали му дозволуваш на Исус да те обликува или си тераш по старо? Пазете сега. Така е со секој човек што е роден од Духот. Доаѓа состојба и не реагирам повторно. Веднаш. Чекам. Иако ми изгледа зачудна состојбата. Чекам водство. Ако не го кажувам тоа што го знам, Исус те љуби, покај се, не греши, јас му припаѓам на Исус. Немој да правиш зло, имаш отчитување. Имав една визија, доаѓаат да ме убијат група. Јас им велам, луѓе, немојте. Јас му припаѓам на Исус. Ќе си навлечете проклетство, ќе бидете синови на проклетството. Како може тоа да биде? Роден од дух. Исус му рече, телесниот човек не го разбира духовното. Како можеш да бидеш учител на израелскиот народ, а да не го знаеш тоа? Затоа е тој стих, не барајте мнозина да бидете учители. Сите проповедаат, цитираат. Јас не знам како вие не размислувате дека тоа е прелюбодејство. Си научил некои доктрини од човек, 400-500 години ги повторуваш истите. Нема никакво друго отчитување. Другите канони, обредни форми, величење на луѓе што направиле реформации или ги основале заедниците. Црквата е на Исус Христос, не ви припаѓа вам. Едно стадо и еден пастир. Како можеш да бидеш учител? Затоа вели, не барајте мнозина да бидете учители. Јас кога ќе застанам пред ова слово, го кажувам да се затресувам. Ако духот не ме води, јас сум само сад. Јован вели за себе, јас сум гласот на оној што вика во пустината, го прашуваат, пророк ли си, Илија ли си, Христос ли си? Тој не вели дека е пророк. Денеска има луѓе, јас сум пророк, јас сум апостол, јас сум ова. Да, гледам дека си ти. Кој ја бара својата слава? Ти ја бараш својата слава, ти си вавилонец. Кој ја бара славата на оној што го пратил? Славата е негова. Најсериозно, вистина ти велам, ние знаеме што зборуваме и сведочиме за оно што сме го виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Луѓето не го примаат сведоштвото, треба време. Имаме случај едно семејство, 2 години, 3 на телефон само се молиме. После дојде семејството. Доаѓа. Ете, тој ги чекал. Имаме кај Цаци Славица песна која сонувала пред 30 години, ја отпеа на една средба и ние денеска ја пееме. Моите очи се отворени, Христе, за да те гледат тебе. Видете, тој не чека долготрпеливо. Дали го примаш сведоштвото, тоа е целата суштина. Ако не ми верувате кога ви зборувам за земни работи, вели Исус, како ќе ми верувате ако би ви зборувал за небесните? Тие зборуваат за небесните, како ќе биде, кој ќе биде, што ќе биде. Исус ќе дојде, сатаната вам. Он си раскажува приказни, си прави драми и филмови, сценарија, а не знае да му дозволи на Исус да го роди повторно. Никој не бил горе на небото, освен синот човечки, е наречен Исус, зашто ти стануваш син човечки, ти си син човечки кој слезе од небото. Исусе, те сакам. Исто како што Мојсей ја подигна бронзената змија и често да спореди од Стариот Завет во пустината, така ќе мора Исус да биде подигнат во пустината. Ова долина на сенка смртна, тогаш секој што ќе поверува во мене, ќе се здобие со вечен живот. И тоа е, веруваш во Исус, верувам, да, ти си само во умот. Да веруваш во Исус значи да си соединет со Него, да си роден во Него, Он да те води, Духот да те води, да си умрел претходно. Духовно да имаш, духовно движење, духовно општење.
Луѓето само во мислите се цитираат, си размислуваат и мисли ти што мислиш дека тоа е од Исус. Не, треба светно наспротивно да чекаш. Секој што ќе поверува во мене ќе се здобие со вечен живот. Што значи да веруваш? Тоа значи да постапуваш, да бидеш следбеник на Исус, да тргнеш по Исус, да живее Исус во твоето срце. Сето тоа се категории, зашто Бог толку го засака луѓето од овој свет. Он ги љуби, тоа се негови деца, што го даде својот единороден син. Тоа е Исус. За да не загине ниту еден. За да не загине ниту еден. Пазете го овој стих. Ниту еден нема да загине. Овде не има временска одредница. Што верува во него. Се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во името Исусово, го имаме тоа во Матеј. Се додека не кажете. Ниту еден што верува во него нема да биде суден. Ама да веруваш, значи, поверува Аврам на Бога. Го однесе тоа најблиското што му беше синот, Исак, да го жртвува. И тогаш му даде јарец. Бог не го испрати својот син во светот, за да го осуди светот. Туку да се спаси преку него. И тоа е дефиницијата конечна. Вечната. Ке се спаси. Кога? Сега е прашање само тоа. Ниту еден што верува во него нема да биде суден, оној пак што не верува веќе е осуден затоа што не поверувал во единородниот Божји син, бидејќи е око за око, зап за зап, што си правил тоа ќе ти се прави. Но што значи да поверуваш? Аврам нема деца, го добива Исак, претходно Исмаел го изгонува, легнува со Агара, непослушност. И Бог му вели отецот, однеси го горе и жртвувај го, немаме јарец. Тогаш тие жртвувале да покажат почит кон Бог, додека ги учел. Тој го носи синот му вели каде е јагнето, тој го крева ножот и Аврам вели Бог, таткото ќе намири, Исус ќе намири и се појавува јарец. Значи тој вели па и да го убијам, тој го дава животот, синот. Ти поверува, значи тоа е верба, постапка во Исус, следбеништво на Исус, живење како Исус. И сега, пресудата гласи светлината дојде на светот, Исус. Но луѓето си ја сакаат темнината, сами себе, повеќе од светлината. И рече Бог, нека биде светлина и светлината, темнината не ја опфати светлината. Секој што врши зло, цитираш по свое, ја мрази светлината. Не доаѓа кај не. Пазите се, за да не се разоткријат неговите гревови, ти треба се покаеш. Ти треба да сватиш дека не си совршен, дека немаш љубов, дека има во тебе, во твоето срце нешто што треба да се исчисти. Злоба, нељубов, омраза, лицемерие, сребролюбие, завист и така натаму. Оној пак што живее според светлината. Еве го стихот. Светлината е Исус, јас сум светлината на светот, вели Исус. Кој доаѓа при мене нема да оди во светлина, кој врви по мене. И ќе има темнина, нема да има темнина, и ќе има светлина во живот. Кој доаѓа при мене нема да оди по темнина. А ти одиш по темнина и ќе има светлина во животот. По сам себе, ти си темнина. Ти си осветлен во духот. Тој те осветува, осветлува, исчистува, водна бања во словото. И тоа значи да се родиш. Ти живееш по старо и мислиш дека си христијанин. Оној што живее според вистината, живееш според Исус, како правеше Исус, постапуваш и ти. Љуби го својот ближен како себе си и на се враќаш со љубов. Се разбира, некогаш има духовно војување, доаѓа некој што те искушува, поклони ми се мене, само на Исус му се поклонувам. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога, или другото, рипни од овој, он ќе те спаси. Не го искушувај Господ својот Бог. Оној што живее според вистината, според Исус, доаѓа кај Исус, кај светлината, за да се види. Да се види. Секој што ќе го види Синот и поверува во Него. Да живее живот вечен. Дека неговите постапки се направени во послушност кон Бог. За да се види дека... Пазете го овој стих. Значи, ова е Јован 3 во овој превод Плавиов 21. За да се види дека неговите постапки се направени во послушност према Бог. И ние базично Сатана се спротиставен.
Спротиставен кон Бог, непослушност, непокорност кон Бог. Покорете се кон Господа и тој ќе ве подигне. Понизете се кон Господа и тој ќе ве подигне. Покорете се на Господа и спротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. На ѓаволот значи да се спротиставиш на самиот себе, на стариот себе, да се оставиш, да почнеш да ги љубиш луѓето. Кој не го љуби братот свој, тој е се уште во смртта, тој е човек убиец во Прво Јованово. Пазете сега, оној пак што живее според светлината, според Исус, да живееш според Исус, доаѓа кај Исус, кај светлината, за да се види дека неговите постапки се направени од послушност кон Бог. Јас често имам состојба, некој треба да дојде и би го избркал. Не, чекам, Исусе, таа променуваш и одеднаш нов исчек во квалитет, во љубов. По ова Исус и неговите ученици, значи послушност, постапки кон Бог, замина од Ерусалим, но останаа во покраината Јудеја, каде што Исус помина известно време со нив и крштеваше. И сега тој крштева. Што е тоа крштение? Што е тоа крштение? Битен момент. И ние мислиме дека е чин, значи пак имаме дете, го носат, кумот се застапува, се откажува од сатаната, му се сече коса, се капе во вода. Во православието и католицизмот. Во протестанството имаме баптизам, се внесува во вода, веруваш во Исус, данки крстен си. И тие мислат дека духот тогаш слегува. Но Јован вели, го видов духот како слегува над него. Јагнето Божјо кое ги зеде гревовите на светот. Јагне значи дека е послушен на пастирот. Исус беше јагне, потоа стана пастир. Значи, крштеваше. Јован исто така крштеваше во еден близу до Шалем. Раскрстуваше со стариот човек. Покајте се. И тогаш треба да почнеш да одиш по Исус. Ти си се уште бебе. Те крстил, си го прифатил тоа, но дали во мислите или во срцето? Дали си му дозволил на Исус да живее во твоето срце? Е важен момент, според човечко сваќање. Ние пак ќе речеме, татко на духовите, горе е едно, заедништво, еден дух, едно тело. Нема време, простор и свест, како овде. Значи, Јован исто така крштеваше во Енон, покајно крштевие. Да се родиш од вода, се покајуваш, дали вистински, близу до Шалем, тоа значи да не живееш како порано. Зашто таму имаше многу вода. Луѓето доаѓа и беа крштевани, а на друго место вели раскрстен. Место да се раскрстиш, да дознаеш за Исус. И тоа е раскрстницата од која ти треба понатаму да растеш до полна возраст на Исуса. Тоа беше Јован пред да биде фрлен в затвор и сепак ќе дојдеме. Да се крстиш во водна бања во Словото, да те облее до полна возраст на Исус. Оној пак кој живее според Исус, според вистината, повторно го читаме 21 стих Јован 3, доаѓа кај светлината, кај Исус, за да се види дека неговите постапки се направени во послушност спрема Бог. И тоа треба да те води Духот Божи и полека да растеш. Од крштевање да се исполниш со Духот, не да биде само над тебе Духот на собирите, например, слегува Духот кога се собираме, да остане во тебе, да те води вистински и така натаму. Тогаш се разви една расправа меѓу Јовановите ученици и еден евреин околу обредното миење. Тие дојдоа кај Јован и му рекоа раби, и Јован го викаат учителе, а тој вели јас сум гласот на оној што вика во пустината. Јас не сум достоен ни врвките да му ги одврзам. Но меѓу вас стои еден кого вие не го познавате, тој е оној што крштева, што ќе крштева со оган и со Дух Свети. Зборуваме за крштение во оган. Во оган да се распламти твојот дух, да стоиш на свето место, во капината што не се горува. Оној човек што беше со тебе од другата страна на реката Јордан, се мисли за Исус, за кого ти посведочи дека е Месијата. Значи тој посведочи. Потоа учениците негови двајца тргнаа по него. Исус ги праша што да направам за вас. Тие му рекаа каде живееш, тој им рече дојдете и видете, дојдете, мораш да дојдеш кај Исус, да живее Исус во твоето срце, а на Филип му вели дојди и биди мој следбеник. Тој крштева и сите одат кај него во Дух Свети. И сега јас повторно прашувам, дали апостолите беа крстени, бидејќи на 50-ница, 50 дена по воскресението слезе Светиот Дух. Значи да бидеш крстен значи да дознаеш за Исус и потоа кога Исус го распна, тие се разбега и отидоа да ловат риби.
Тоа е интересен момент. Јован им одговори, човек не може да врши никаква мисија. Сите одат кај него. Исус, дај Боже. Еден ден, бидејќи тоа е портата, друга порта нема од телесниот да отидеш од материјалниот во духовниот свет. Човек не може да врши никаква мисија ако не му е дадено од небото. Не можете ништо да сторите ако не ви е дадено од небото. Значи, дадено, назначен човек, а не во земните заедници хиерархиски учат кај луѓе и затоа немаат дух. Вие сами сте ми сведоци дека реков оти, јас не сум Месијата, туку дека сум испратен пред него, како негова предходница, да биде глас кој ќе вика во пустината, покајте се, луѓе, се приближи Царството Небесно. И сега гледам на интернет, во Македонија се случува армагедонска битка. Грците тврдат Македонија е нивна, прават проблеми. Бугарите тврдат тие се христијани, православни, во иста вера се. Нема македонци, вие сте македонци, прават проблеми. Албанците сакаат да ја земат територијата. Тука се НАТО, Европа, сатански сили. Содома и Гомора, распаѓање, армагедонска битка. И видите, често им велам кога ќе дојдам, ме напаѓаат луѓето, им кажувам Исус ќе дојде, немојте. Тогаш им велам, покајте се луѓе, нема веќе време. Нема време, не можеш ти да тврдиш дека некој не постои. Сами судете се вие, надворешните, што ги судиш? За да го оправдаат своето убивање, омразата, гревот, не се покајуваат и не можеш да бидеш крстен, тоа е целата суштина. Невестата ќе оди таму каде што е младоженецот, значи кога зборува за жена и маж, првото ниво е телесно, второто е невестата е црквата, а младоженецот е Исус. Невестата ќе оди таму каде што е младоженецот, а пријателот на младоженецот, тој му поверува Аврам на Бога, кој стои и слуша од се срце се радува што го слуша гласот на младоженецот. Ете, ние зборуваме за... И овој го кажува, тој познат стих. Мојата радост на тој начин се исполни. Јован, тој мора да напредува, а јас да се намалувам. Тој треба да расте, јас да се смалувам. Целата суштина е, тоа е крштевањето. Да се претопиш во неговата љубов. Да бидеш едно тело, еден дух со Исус. Не е тоа процес обреден телесен, внатрешен е, внатрешен. Дали те води Духот Божји? Дали го прашуваш Исус за секоја постапка или постапуваш од себе си? Дали осудуваш или велиш Исус да те осуди, да те укори? Дали си простил на сите? Дали веднаш простуваш за да ти биде простено? Дали си се покајал и за гревовите на твоите предци? Тоа значи Исус да те учи и води. Да разбереш дека самиот не можеш, не можете без мене. Исус вели да направите ништо. Што ништо? Па тоа што е потребно за да се родиш одново. Да се родиш одново, да се родиш во вода, да се покаеш вистински и во дух. Тој ќе крштева со оган и со Дух Свети. Тој мора да расте, јас да се смалувам. Се вика служба на тој, служба на овој, служба на овој. Јас сум глас на тој што вика во пустината. Сум избран сад за свечена или за секојдневна употреба. Кога Духот ќе биде во тебе, ти имаш проповеди, песни, настапи, луѓе доаѓаат, исцелувања. Најголем од сите е оној што доаѓа од озгора. Тоа е Исус. И кога ќе дојде Духот Негов врз тебе, на 50-ница, значи 50 дена после воскресението. Зошто толку се чекаше? Па тоа покажува дека има процес. Тие се разбегаа кога го распна Исус, апостолите. Не веруваа. Двајца им кажа дека го виделе Исус. Женискиот дел на екипата им кажа. Марија Магдалена, мајката на Зеведевите синови Марија, тие не веруваа. И тогаш се појави Исус, мир вам. И после им рече, останете во градот Ерусалим, додека не се исполните со Духот, не се облечете со сила. Да се облечеш со сила, значи да бидеш крстен. Роден одново, крстен. Те сакаме Господи Исусе Христе. Оној што е од земјата и припаѓа на земјата изборува земни работи. И затоа црквите се земни. Затоа таа Исус и вели ќе ти дадам жива вода, таа црпе од земна вода, телесна вода, нема дух, нема живот. Најголем од сите е оној што доаѓа од небото.
Тој сведочи за она што го видел и слушнал, но малкумина го прифаќаат неговото сведоштво. Мнозина се повикани, но малкумина се избрани. Да го проучуваш, да го зборуваш ова слово е одговорност. Дали разбираш ти дека за секој лош збор, тој збор без дух не е само вулгарен, ќе одговараме на судниот ден. По зборовите ќе бидеме оправдани и осудени. Добро треба да размислиш кога го озвучуваш ова писмо. Дали зборуваш од себе или слушаш други проповедници, па крадеш од нив, па не знаеш да го промениш тоа, без дух тоа е мртво. Словото без дух е мртво. Тоа е слово кое убива. Црквата без дух е мртва, државата без дух е мртва. И Македонија сака да ја дотепаат. Има толку христијани, еве православните се мнозинство. Зошто не се молат? Каде е Исус? Тогаш испаѓа дека се тие бесилни, дека немаат дух, дека се тие чекаат некој друг да ја заврши работата, сведецот да се моли за нив. Се молат на Богородица, например. Па зошто не ви помогне? Оче, кога ќе дојде духот, тој ќе вели: татко мој, татко, мене ќе ме прослави, вели Исус. Оној што го прифаќа неговото сведоштво потврдува дека Бог е вистинит. Да го прифатиш неговото сведоштво, да го прифатиш Исус во твоето срце, зашто оној кого Бог го прати ги зборува Божиите зборови. Дали јас ги зборувам своите зборови или Божиите зборови во дух? Затоа што Бог му дава дух без мерка и ова е 451-иот завет. Пазете, јас се чудев како е тоа можно. И кога ќе слезе овде во Маврово, кога ќе излезам од долината на сенка смртна, од пустината, и ќе застанам пред Исус, со денови, безвремено, без ограничување, може да се зборува ова слово, но само духот кога зборува низ мене, не јас. Таткото го сака својот син и му предал се во неговите раце. Дали си ти син Божји? Првин треба да бидеш слуга, раб Божји. Од роб на гревот, да бидеш роб на неговата праведност. Потоа да бидеш слуга, да сакаш да служиш, па кога ќе почнеш да сакаш со сето срце, ти стануваш сотрудник, сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Потоа стануваш сонаследник, пријател Божји. Извршуваш некои работи кои претходно не би ги правил. Сонаследник Божји, син Божји. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти се претоплуваш во љубовта едноставно. Таткото го сака својот син. Ти си тогаш негов син, како Исус. Бидејќи постапуваш како Исус. Тоа е следбеништо. Оној што верува во Синот има вечен живот. Да веруваш во Исус, значи комплетно препуштање. Што и да се случува, знам дека Исус ќе намери и кога ќе останам во тој цврст став, останете во тврда вера, секогаш доаѓа разрешување на состојбата која ти е дадена. Радувајте се кога ќе паднете во искушение. Оној пак што е непослушен на Синот, непослушност, не ќе видиш живот, туку си остануваш во Божјата казна, си остануваш во гревот, што си правил, тоа ќе ти се прави. Бог не го испрати, се враќаме Јован 3:17, својот син за да светот, за да му суди на светот. Исус ти е даден да се спасиш преку него. Ниту еден што верува во него нема да биде осуден. И сега, Бог толку ги засака луѓето, го даде својот 16 стих, својот единороден син, тоа е Исус, за да не загине ниту еден. Паметете го ова. Ќе дојде ден, само е прашање на време, која секој колено и секој јазик ќе падне под Бог. Што верува во него, туку да има вечен живот. Што верува, се додека не кажете благословено оној што доаѓа во името Господово. Како може човек повторно да се родите? Тоа е важен момент. Роденото од тело, тело е, роденото од дух, дух е. Така ти треба да дозволиш да се родиш во дух. И тоа е процес на крштение, на раскрстување со стариот себе си, да се оставиш на раскрсницата и да продолжиш по Исус, да исчекориш во пустината. Не да мрмориш, не да се жалиш, не да бараш, не да исчекориш. Му поверува Аврам на Бога. И тргна Аврам во ветената земја, остави се земно. Остави се земно. Се земно си ти што треба да се оставиш. Ти стариот човек. И врви по мене. Пази сега. Ако човек не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божие. Од вода значи да се покаеш, да се оставиш, од дух значи да одиш со Исус, да те учи.
Телото раѓа тело, Светиот Дух раѓа нов духовен живот од небото. И сега, еве го ова од 19 и 20 стих, светлината дојде на светот, Исус, но луѓето си ја сакаат темнината, си се сакаат сами себе повеќе од светлината, си живее по старо. Како израелците во пустината, затоа што постапките им беа зли. Секој што врши зло, ја мрази светлината, не доаѓа кај него, за да не се разоткријат неговите греови, не се покајал, значи, оној пак кој живее според вистината, според Исус, доаѓа кај Исус, кај светлината, за да се види дека неговите постапки, неговиот живот е направен во послушност спрема Бог. Татко мој, во името на Господ Исус Христос, барам да слезе пламенен дух од небото, да ги исцели сите оние допрете се каде што ве боли. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми што да покајам, покажи ми да бидам исцелен. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот, се покајувам за гревовите на моите предци. Евети го срцево, напиши го Твоето име во моето срце, дај ми знак на челото за денот на воскресението. Пред мене, зад мене, низ мене, околу мене, во мене, Исус живее. За секогаш Исус, насекаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, во Македонија Исус. Амин до Божјиот царство небесно. Амин. Сила небесна слезе оздора, девица зачна во утробата. Емануел, со нас е Бог, син ни се даде Спасителот. Нашите очи се отворени, Боже, за да те гледат Тебе. Нашите уши се отворени, Христе, за да те слушат Тебе. Нашите устни се отворени, Боже, за да